Па, ако накратко успеавме да сумираме, вие всушност веќе месец и половина алудирате дека се подготвува нешто со рудникот што особено ја вознемирува струмичката јавност. Што се случува? Какви се вашите сознанија? Добро вечер, Сузе. Благодарам за поканата за емисија. Вистина е дека и веќе почнува да ја бранува струмичката јавност целото ова, но не само во Струмица, бранување има и во Тетово, има и во Скопје. Факт е дека нашите објави погодија точно во целта и во оној термин што сметавме дека се најранливи, дека се во преговори. Ние тие информации ги имавме повеќе од 2 месеци, но сакавме да се сигураме дека навистина е тоа така. И пресметувавме да видиме каква била реакцијата на двете компании, но и на јавност. Дека се работи за такво нешто, можам да дадам само потврда дека Евромакс ниту демантира никако, значи едноставно молчи во целата работа, но во исто време на нивната социјална страна објавуваат постови во кои што наведуваат колку бакар ќе користи едно електрично возило и сето ова е во насока на оно што веќе ние го објавивме дека еколог, имајќи предвид дека планираат да прават фабрика за електрични автомобили, ќе им треба бакар. И тоа не би било и така симптоматично, но во тој случај сведоци сме дека семејството на најголемиот акционер во еколог беше присутно во Струмица викендов и тие зашто би доаѓале токму во ова временски период, кога нели Евромакс не негира, а тие се појават овде. Тоа значи дека беа во сериозни, според вас, неофицијално дека се биле во сериозни преговори, штом велите дека повеќе месеци ги имате информациите, па едноставно сега вашите објави се дојдени во некој можеби клучен момент кога се прецизираат договорите помеѓу компаниите. Да, значи моментот е доста сензитивен и тие намерно не објавуваат никакви информации, баш поради тоа да го заштитат процесот на преговарање и успешност за заклучување на таквите преговори. Но тука точно е проблемот. Нема никаква економска логика некој да купува пропадната концесија, освен ако не планира да профитира.